Добар ви ден, драги мои гледачи. Верувам дека сите сте ни добри, здрави, живи, срекни и сега сонцето дава енергија за нови почетоци, за нови акции и друго што да направиме денеска за јадење. Јас ве поздравувам од овој наш прекрасен амбиент во комплексот Етно село Тимчевски со едно подсетување на вас за минатот и до ден денеска. Еден од специјалитетите кој што може би 100 години е присутен на трпезата, кај што не е ниту подзаборавен, ниту ништо, напротив. Тоа е традиционален македонски специјалитет кој што се правил порано, се прави до ден денеска. Нема куќа што ова не го прави. Меѓутоа, некој крај на Македонија на поинаков начин, некој крај на Македонија со некои други додатоци, но всушност целта е секогаш иста. Го користиме македонскиот зеленчук, кој што е најдобар во светот. Сега, во дворовите, па дури и под фолиите, почнувале да пркнуваат пиперчиња, младо кромиче, патлиџанче, прас. И има ли нешто побаво да си направите една манџичка токму од сите овие зеленчуци што ги има сега. Меѓу народот позната и популарна како летна манџа. Велат кога не знаеш што да направиш, кога немаш време што да направиш, кога немаш идеја, летната манџа е секогаш тука проверена, добра, вкусна, сигурна опција за секој ден од вас. Сега да видите како јас ја правам летната манџа. И дури да ви кажам, ќе си направам и домашно лепче со интегрално брашно, понекогаш смелам семки, како и да е, за да се залажам, нели? Но ми е вкусна и со лажица кога ја сркам. За овој специјалитет летна манџа вас ќе ви биде потребна 2 стракчиња младо кромиче. Видете го колку е убаво, како злато. 6 до 7 зелени пиперки, од кои што можете да ставите 1 или 2 да бидат лути. Половина стракче прас, 1 главица кромит, 2 патлиџана. Масло, по потреба неколку чешња лук, макдонос, сол, мешан сув зеленчук, триена сол и малку буковец. Да се фатиме на работа. Прво што ќе направам, ќе ставам масло да се загрее. Да го покријам дното, вообичаено за секоја една летна манџа треба од 1 децилитар до децилитар и пол, зависно од тоа, нели колку ќе потрошиме пиперки, патлиџан и така натаму. Како се убави, крцкави пиперките. Како сечкам, така ставам внатре. Така. Така. Да го исчистам и кромидот, се одлучив за црвен, оти тој е многу сочен. Блак, убав. Значи можете прво кромидот да го ставите, пиперката како сакате. Јас ќе ги ставам пиперките и кромидот заедно. Што ќе биде ова добро. И спремете една фурна леп и тоа е тоа. И се разбира кромидот на покрупни парчиња. Ова ви е проверено нешто што секогаш излегува совршено добро. Без да се грижите дали ќе го погодите специјалитетот или не. Така.
Сега веднаш и пиперка по пиперка ќе додавам внатре. Така, ќе морам да намалам. Мераци, има ли убаво јадење од ова? Па ќе си ставите едно калапче сиренце, ако постите само со леп. Така. Машала, па и првата пиперка ја погоди флута. За отприлика 5 до 6 пиперки доволни се 2 поголеми патлиџани. Но, ако сакате да ви биде со повеќе сос летната манџа, ставете уште 1 патлиџан. Вообичаено така е, да кажеме на 2-3 пиперки, 1 патлиџан. За младите домаќинки тоа. Така. Еве и оваа пиперка. Уште една мислам дека ми остана. И потоа ќе го насечкам празот, а младото кромиче ќе го ставам на крај. Сега ќе ставам малку сол. Да омекне зеленчукот. Еве и ова е готово. Значи имаме комбинација од повеќе зеленчуци. Не е она класика, значи само пиперка, патлиџан и лукче, туку и кромит, и прас, и младо кромиче. Ете така. Сега ќе спремам и ова и празот. Нив ќе ги ставам истовремено. Можете да замислите како мириса во едно село. Се мириса на оваа летна манџа. И перцата, секако, нив немојте да ги испуштите. Готово е младото кромиче. Тоа сега ќе си се пржи падинста во својот сопствен сок од зеленчукот. Така, сега празот. Сето ова која ќе се спои, има да добиете еден неверојатен вкус. Нема да можете да престанете да мацкате.
Сега ќе му додадам лукче малку подоцна, но малку мешан сув зеленчук. И за тоа време, додека се пржи зајрето, јас ќе го подготвам патлиџанот. И уште малку ќе му капнам масленце. Ај така. Тоа нека се пржи. Ајде сега ќе ги одберете најмеките. Најмеките. Затоа што полесно и поубаво ќе се испржат. Шербет, шербет. Видете што е убав. Значи, кога пиперката убаво ќе омекне, затоа што кромидот, празот и младото кромиче, тоа лесно бива, тогаш ќе почнете да додавате патлиџан малку по малку. И мислам дека е добро. Да. Ке причекам уште неколку минути, за тоа време ке го насечкам и останатиот патлиџан. Така. Ке го спремам и лукчето. Тоа ми е најубаво на рака. Него и Макдоносот ќе ги ставам на самиот крај. Сите влегуваат во етно село и ме прашуваат што готвиш, Адријана, толку добро што мириса. Сега ова летна манџа не е иста да ја направите во некоја од земјите во Европа или преку океанот каде иде, затоа што не е иста пиперката и патлиџанот, кромидот, лукот, ништо не е исто. Еве, само си покажува. Само си покажува дека е време за патлиџанот. Видете ги овие бои, погледнете ги овие бои. Никаде на светот нема вакви бои убави. Мераци. Сега да го додадам уште едниот патлиџан. И ово е мек. Некои домакинки ги лупат. Некои ги лупат патлиџаните, јас ги сакам и со селушпа.
Како локумче е патлиџанот. Благ шербет и сочен. Не можам да престанам да го јадам. Ете така. Еве сега почнува да си се крчка убаво со патлиџанот. И он ќе се растопи. Мераци, само ќе морам да го пробам за сол. Оти доста беше благ патлиџанот. Значи, ќе треба уште малку сол да додадам. Да. Ете така. Сега ќе го додадам и макдоносот. Многу сакам макдонос и затоа многу ставам секаде. Добро. Сега ќе го додадам на самиот крај лукчето, буковецот и триената сол да замириса така на ноктец малку. И затоа кога ви велам сите летни манџи не се исти. Си бара ова марифет, да му ги ставиш тие старските зачинчиња, без лукче не го бива. Ете така. И сега ќе го оставам на тивко уште 15 на минути да се докрчка. Во меѓувреме ќе земам лепче од кујната, ќе ставам уште некои додатни работи со кои што може да се послужи летната манџа и ќе уживаме заедно во нашиот заеднички ручек и тоа воедно вашиот предлог за денешниот ручек. Еве го и лукчето. Јас не му ставам ниту јајца, ниту сирење. Убаво сега ќе го испромешам, ќе го намалам и ќе го оставам да си се докрчка. Драги мои, вие останете со вкусот на традицијата за да го пробаме заедно овој стар македонски традиционален специјалитет летна манџа. Драги мои, се чудам, значи на вистина не ми треба ниту вилушка, ниту нож. Единствено нож за да пресечам од сиренцето, а вие предпоставувате што следува. Следува она по кој што се предпознатливи македонците. А тоа знаете што е? Прво сме нација која што не можеме ништо да јадеме без леб. Лебот наш насушен. И го имаме во разни облици. А и друго, пошто сме познати, по макањето. Вие не можете летна манџа да јадете, се разбира, ако не макнете. Тоа е
вистинскиот вкус на летната манџа, кој што ќе го добиете со макање. Леле, колку е ова добра. И токму и како што ви реков, нема да ви треба ништо друго. Лепче, сиренце и летна манџа. Ке се ставам во чинијата да не се заборавам за да има и за другите. Убавина. Убавина. Драги мои, направете се и ви ова летна манџа, уживајте во незиниот вкус. Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски. И драги мои, знаете како велат дека вистината е само за храбри и достоинствени луѓе, а лагата ја бираат слабите луѓе. На здравје, довидување.